Денеска се одржува јавната презентација за новиот генерален урбанистички план за град Струмица, каде што планерот ги образложи сите негови анализи и предлози кои што ги има опфатено во нацртот на генералниот урбанистички план, кој што помина до пред месец и пол дена на седница на Совет на општина Струмица. Она што најмногу буди внимание е предвиденото зеленило, дополнително, значи дуплирање на постоечките 40 хектари, во новиот генерален урбанистички план предвидуваме 84 хектари на зелени површини. Нормално дека на дел од таквите површини опфаќаме и приватно земјиште, кое што засега нема разработено детален урбанистички план и за жал одредени политички структури се обидува преку интриги и манипулации да ги излажат луѓето дека би го изгубиле земјиштето и би изгубиле вредност на земјиштето, што апсолутно не е така. Затоа што доколку општината има намера да прави нешто, секако дека тоа ќе оди по пат на експроприација, каде што граѓаните ќе имаат можности за жалби, но засега тоа не е во наш интерес. Дополнително се образлага и потребните нови сообраќајници околу постоечкиот тутунски комбинат или кај граѓаните познат како монополот. Новите сообраќајници во Струмица, новите парцели за образовни институции. Мене ме радува фактот што навистина е транспарентен целиот процес, имајќи го во предвид тоа што можевме горе во салата на Домот на армијата да го видиме. Преку 100 граѓани и граѓанки дојдоа да слушнат, да разговараат, да предложат, да искритикуваат поднос на генералниот урбанистички план. Имаме над 200 анкетни листови поднесени од граѓани, секако секој од нив внимателно ќе биде разгледуван и нормално очекувам дека со храбри одлуки на мнозинството во Советот на општина Струмица таквиот генерален урбанистички план и многу брзо ќе стапи на сила. Не смееме да се плашиме од храбри одлуки, не смееме да се плашиме од зеленило, не смееме да не се соочиме со фактот дека е Струмица, воздухот е загаден во Струмица и дека граѓанките и граѓаните се соочуваат со проблемот на загаденост во воздухот. И не смееме да заборавиме дека и последниот индустријски загадувач со Г1 намена како капацитет, а тоа е рудникот Огражден, предвидуваме друга намена. Овозможуваме на собствениците процес на транзитирање, кај имаат можност за деловни трговски единици да изградат на истиот потек, но повеќе прашина, нити струмичанки, нити струмичани, ниту било кој граѓанин кој што е посетил општина Струмица не сака тоа да го гледа, а уште помалку сакаме да имаме, тоа го говорат анализите, толку голем број на наши сограѓани со специфични канцерогени заболувања. Не е само од Огражден, но сепак е ризик фактор и тоа е голем ризик фактор. И тоа во новиот генерален урбанистички план го имаме во предвид да го тргнеме.